Господине, извинете, зошто носите нож под мишка? Не носам нож под мишка и ова не е обичен нож. Ова е ножот на Бујар Османи, кој директно ни го збрца во плуќата на македонскиот идентитет и закова шајки. Ама убаво рече премиерот, секогаш и секаде ќе се бориме. Абе, ајде, доста со таа патетика. Ви се молам, доста со патетика се. Добре бе, прашај ми нешто друго ако сакаш. Добро, како се справувате со Жешково, например? Многу ми е тешко. Многу ми е тешко на Жешково, значи последните 2 дена осеќам тука малци градиве ме пецкаат и ме болат и си викам да не е срцево и баш сега се враќам од доктор, бев на контрол. И што ви кажа докторот? Докторот ми вика шо ти е, ја му викам тука ме боли, тука, све ме боли, значи све ме боли. Викам да не е срцево. Вика пушиш ли? Викам пушам. Па дај бе, вика една цигара ги потрошив моите. И му дадов цигара и после вика ај ќе те слушнам со стетоскопот, диши, не диши, ај зини, вика ништо не ти е, од жештината ти е. Здрав сум. Децата отидоа на распуст. Тоа е радосна вест. Децата отидоа на распуст, администрација отиде во Грчка да се брчка, значи автобусиве полупразни, улициве полупразни. Абе да ти е кеф да си живееш во Скопје и вака ќе биде до крај на август. Вакво Скопје сакам. Ајде, продолжавам. Ајде, со среќа, господине. Британскиот амбасадор за новото македонско-британско партнерство рече: Британија од секогаш имала инстинкт да се спротистави на насилникот и ако не се спречи, ситното малтретирање може да расте експоненцијално. И експоненцијално каков збор употребил британскиот амбасадор? Да бидам искрен, јас не ни знам што значи тој збор. Тоа значи, тоа е уствари математички термин што значи скок, растеж, прогресија. Или со други зборови, сегашното мало малтретирање може да порасне во поголемо малтретирање. А кој не малтретира? Па кој стигне на нас, таква ни е кармата. Словенија се уште не го признава хрватскиот јазик како малцински јазик. Абе дечко, ја не знам што не ти е јасно во овој дел во Европа, комшиите не се сакаат и нема лек за таа болештина. На Скопската противпожарна бригада и недостасуваат 200 пожарникари, фалат и нови возила, а пожари допрва следуваат во нашата земја. Знаеш што е лек? Да имаме ладно лето и секој втор ден да има дожд и така секи ни биде под контрол. Конечно ќе се реконструира покривот на Националната и универзитетска библиотека, нема повеќе да има прокиснување. Значи вака за библиотеката е лошо да врне дожд затоа што ќе ги накисне книгите. А за друга работа е па убаво да има дожд. Ај сега фати им го крајот. Гувернерот на Народната банка Трајко Славевски рече дека според последните податоци од Евростат минималната плата во Македонија има поголема куповна моќ отколку во 10 други држави членки на Европската унија. Управо е човекот. Например, ти со минимална плата у Португалија, Грција, Малта, Кипар и да не ги редам други, си обичен клошар. Додека во Македонија си господин човек. Таму тие 2 евра кафе у кафана да седиш, кај нас можеш еспресо за 50 денари да најдеш. Како не, каде има за 50 денари еспресо? Еве, дој кај мене у Драчево 50 денари у една рупа кафана, ама 50 денари еспресо. Сега добро, во Драчево, во центар е 120 денари, ако не и повеќе еспресо. Шо бараш у центар Нова Жешко, дој си кај нас у Драчево, бе дечко. Добро, за Бугарија? Немој левати за Бугарија, мислам и од Бугарија и од Грција ми е преку глава, како да ти кажам. 30 години легнувавме, заспивавме, станувавме со прашањето, со името со Грција, сега Бугарија. Аман бе веќе никако да мрднеме од мртва точка. Молам, ние не сме мртва точка. Ние сме запирка. Ама дај батали тоа со Бугарија, дај нешто друго. На Исланд и Гренланд во мај оваа година се регистрирани рекордно високи температури со над 10 степени над просекот за тој период од годината. Тоа ти е дечко, алчноста на ова човештво еден ден ќе го донесе до пропаст. Ме разбираш? Никако да не ни дое памет, бе. Еден ден пола Европа и Америка ќе ги снема од прилив на вода. Ама никој не размислува за тоа. Само да се штанцат пари и само пари. Тоа е. Пари. Ви благодарам, господин.